Откаде сте, ако можам да ве запрашам? Од Скопје. Од Скопје и од И јас Прилеп. сум од Скопје, Вие сте од Скопје? од Ѓорче Петров. Тука работите? Не тука работам така по едни причини сум тука. Меѓутоа слушнав оти говорите македонски и решив да дојдам тука нешто, ако е потребно да ви раскажам. Меѓутоа тоа тамо што е од времето на македонските династии. Разликата меѓу таа основа што е тука и таа што е там, самите тие раководители што се на тој обект говорат дека е од 500 до 700 години. 500 и 700 години е точно по времето на Филип II. Дури сега кој ќе тргнат тоа да го расчистуваат тука, тие ќе најдат сигурно на некоја административна зграда, која што ќе кажува дека тука навистина е имало некој град. Се спори. Првата хипотеза над која почна да работи професорот Атанас Милчев беше дека тоа е град Петра. После најдоа една плоча и таква, кај што пишуваше дека е Хераклеја Синтика. Арнома има уште една теорија што говори дека тука има некаков град кој што се вика Ортополис. Ортополис. Да. Добро. Град на височината Ортополис. Оростопол. Така што кој ќе се раскрие ето тоа нешто тука, ќе се стигне до обидувањето дека навистина римљаните кои што дошле тука кога покориле македонците, тие го затриле тоа град и на негово место ќе изградиле друг град. Само што тоа е моја теза така и јас си ја говорам просто некако лаик да кажеме, ама човек кој што се интересира од тие работи и сум стигнал до таа информација. Ја дури на Вагалински тука го запрашав, викам, слушај сега, дали не станува збор, викам, за Ортополис? Чети, вика, дебели книги, викам, слушај, јас сум чел дебели книги, ама тие работи вие би требало да ги знаете, да ми ги кажете на мене. Сега јас може да сакам многу да знам, може да сакам се да знам, ама не сум Од состојен. кога е откриен овој локалитет? Овој локалитет е од 2007 година, инаку првите ископини започнаа 1958 година. Јас работев, таму имаше едни цигли правевме, една циглана имаше, таму правев цигли, така што јас бев првиот кој дојде тука, професорот Атанас Милчев, кој ги почна и тие ископини тука, и имаше тие последните 3 стапала што се горе, сега ги нема, само нив ги откри, бидејќи тогаш он работеше на таа хипотеза дека е град Петра. И сега од кога 2002 година открија таа плоча на која што пише Хераклеја Синтика, тие тргнаа веќе по изворите што пишува од времето на Херодот, Тукидид, Титливи и така натака, за да го раскрие тоа тука. Тука, меѓу другото, на тој обект има некои дадености кои навистина научниците треба да ги раскажуваат. Од таму има една канална мрежа, канализација за отпадни води. Тоа е просто направено како еден бунгер. Тоа е тука, значи таа канализација, меѓутоа тука повеќе има некои прашања отколку што одговори. Една проста причина, камењата кои што се трите, тие се убави делани камења за да се направи нешто кое што ќе држи. Ама тие трите камења се издадени навака напред, а пак тука самиот ѕид веќе е располовен, тој е копан, тоест тоа е работено некогаш после тоа. Ама од какви причини, како е копано, не се знае. Не знам, барам јас не знам. Тука има една тоалетна и таа цевка таму покажува дека тука била една тоалетна, а оваа зграда која што е големата, ја вика гражданска базилика. Гражданска базилика значи нешто, некаква сала во која што тие гледали некакви судски спорови. Тоа е трибуналот тука, тоа е апсидата, јасно се покажува, јасно се видува. После второто што е тука, тие ги имат разгледувано обштествените прашања, обштествените дела. А после тоа тука, во тој трибунал, имат подпишувано трговски договори. И така на базата на сите тие дадености, онаму би требало да е некаков склад за архива. Ама
Таму има најдено едно огниште кај што топеле стакло. И работата е веќе да се објасни како станало тоа, дали тоа е првично или е вторично. Мене ми се чини дека е вторично по една проста причина, што таму има една црна нишка, таа црна нишка покажува дека таа зграда е палена. И од која е палена, работата е там, дека тие луѓе самите не си ја палят зградата, е палена од некои други луѓе, некои други култури, некои други цивилизации. И така стигаме до обидувањето и до даденостите кои ще се опишани. Тоа град најмалку 4 пати е опожаруван. Од тука минеле готите, вестготите и хуните, така што тој град има голема историја, кога што голема историја, тие што знаат, тие што водат таа наука, би требало да ни ја раскажат на нас, за да знаеме ние да раскажува на останатите по нас. И така стојат работите тука со тој град. А наистина е многу голем град. Как се кажуваш? Андон Спасов. А родом каде си? Тука сум родена на татко ми е струмичанец на мене и сестра ми е родена во Скопје, меѓу другото. Ние за прв пат се видовме, јас веќе бев на 15 години. Ние бевме разделени од овие комуњаги овдека. Тие не расипа се фамилијата. Ама вие септен знаете историјава, ја знаете. Ами јас Сте предавале на филозофски? Јас сум завршил. А кој ќе ми даде на филозофски? Мене од секаде гледат очите, ми ги извајат. Арно ја да ви кажам честно, 69-та година завршив педагошка академија во Скопје, после бев на филозофски факултет, до 74-та година, после Софијскиот университет, бев пак на славистика и Московскиот университет. Четврта година бугарите ме избркао таму по барање на бугарската управа, мене ми избркао од Советскиот сојуз. Јас бев единствен бугарин што е изгонен од Советскиот сојуз со црн печат. Единствени. Сега се качаме горе да видим там. Сега нагоре, тие двете простории, ако сакате да ги видите. Значи, Може. тука говориме дека тоа е една просторија во која се гледани трговски такви дела. Таму, меѓу другото, тие се занајчијски. Таму се печени тие глинени садови, правено е теракота и глинени маски за театарски представи. Това е огништо. Тука парале, аха. Тук огништо. 600-800 градуса температура Така? за стъклото, обработка на Аха. стъкло. Там се охлаждава. Вие од каде сте? От Трупида. Аха. Трупида. Од нашиве сте? Моля? Од античкиве сте? Или од сегашни? От Но селото. тук едно села, тук къде е? Не мислам дали имате со античкиве македонци врска. Не. Добро. Е, Не знаеш, Не знаете, добро. Знаете ли што? Значи тука, слушај, тука само повнимателно. Едно камче ако има паѓате и ќе се раскапи. Овде треба да се качуваме. това е на делата. Тука тој жлеп е имало некоја врата која што се движела лево и десно и не е давала на тие луѓето што проаѓаат од овдека да се качуваат горе. Таму ако биле за најчијски тие простори, тука тие ги продавале. Тоа што го произведувале таму во едниот простор, таму што е, тие правиле глинени садови, а од другиот простор жените ткаеле и ги оцветувале платовите. Тоа тука е канал за отпадни води. Ова што одиме овдека, а овдека е било патче. Таму има скали, по кои скали се качува горе на другите згради. Да. Тука тоа е канализација, пак за отпадни води, и овдека има еден камен, и тука тоа е било седало за тоалетна. Ова овдека. Морам да го видам. Да, каменот, самиот камен е обработен. Овој внатре. Ова. Да. Сега од таму натака, за да отидеме горе. Да минеш да снимаш. Еве од каде идејата за Купачишки там да Да, за елементи во бањата. Ајде. Натака сега Ајде. отидете. Ти кој е ова да го? Значи ова е антички тоалет практично. Да.
Па тоа е зашто и во неолитот се најде дека имало канал за топла и ладна вода. Сестра ми и у Требиништа работи пак со вербе тракор. Аха. Тоа е питус, голем питус, во кој тие собирале житни храни и гравчиња. Зрнести храни, житни и зрнести храни. Научната стојност на тоа питус е во тоа што тука е напишано кој е производителот. Пишува дека некој Дионис и пишува на елински со грчко писмо. Тоест, тоја питус е донесуван од некаде која што покажува дека по онаа време тие вршеле некаква трговија за која што ви кажав долу, дека таму подпишувале некакви трговски договори. Тој практично коине веројатно. Јазикот, ние го викаме коине. Аха, не, елински е. Елински е написано е, а коине да, има некакви такви Теории. затворени јазици. Тие не се за народ. Напротив, кој не е бил на народите, на македонскиот народ. Тука има шансови, имаше едни дупки, тука има шансови да се држани садови во кој е тука највеќе, во кој е имало некакви течности за отцветување на самите патове што ги тие правеле тука, што ги произведувале. А тука било машкото одделение во кое што тие ги правеле тие глинени садови и тука се излучосувани. Меѓу другото е тоа. Работата тука е во едно нешто друго. Како така таа општествена зграда таму што е, тука да има занатски цехови. Значи, интересно, по она време тие на едно место гледале да се струпа се. И другото што е, работата е там дека таа општествена зграда е најмалку 200 години по-млада од другата што е до неа. За мене не се врзува тоа да ти викаш у Ништо дека е 600 градуса и трговска зала едно до друго по едно и исто време. Ако е в различно време, да, но не може тук да подпише договор. Не, работата е сосема друга. Значи работата е таму дека тука најмалку 4 пати ја опожара горан тој град. Тоест тука идат разни племиња чија што работа прво е да уништат целата култура што ја има и на базата на таа култура што ја има тука тие да насложат својата култура. Дури јас имав така едно прашање кај тој Вагалински што е раководител, викам слушај, тие сводови што се направени од камен кој што е во многу малечка форма. И во тој случај, за да се направи тој овал таму, голема е улогата на таа смес што го сврзува за да направи од него монолит. Работата е там што Да снимаш дупка, врат, там има треба нешто, не? таа дупка, меѓу другото, е направена од некаков звер и таму после намериха јајца од коштерица, од змија. Ајде. Да. Да, за да се направи тој свод, значи тоа таму што е подготвената смес би требало да е направено по некој особен начин, по една проста причина што денеска не може да се произведе. Хемискиот состав е докажан, има повишено нормата на калција е повисока, меѓутоа независно од тоа денеска таков раствор не може да Не знае да направат техниката. Да, значи тие го произведувале, сестра ми барем така ми кажа, тие го произведувале по некаков особен начин, кој што уште не е докажан, и работата е там дека овие археолози овдека ми кажуваат дека они од таа керамика што ја има, тие правиле некаква прав која што ја ставале вътре во тој раствор, арнома тогаш нема да биде бела, ќе треба да биде црвеника. Разликата е огромна, и тука тоа е правено сега да кажеме, а она што е правено порано, и разликата е огромна. Да. Тоа тука е еден параден вход, влез, кој што обслужува таа просторија тука.
И за да биде уште нешто така повеличествено, тие направиле тие придадености кои служеле во самиот интериор како некаков орнамент. И интересното е што е направен од мрамор и тој мрамор е тука произведен. Меѓу другото, од северната страна, таму има една кариера која до последно време се... Ова што е? Ова е мрамор, тоа е нешто Да фаниш од таму. орнамент кој е ставен во самиот зид. Половината. Таму би требало да има друг зид, тие не го раскрие, Половината. а тука има другата половина, тоест тоа биле две половинки кои ги сврзвале Половината, ама целиот половината е тој в, параден од лес. Петричу музеј. Иначе, ние сме брат и сестра, од една мајка, од еден татко, живееле сме заедно, ама да ви кажам честно, ни на мајка веќе сум се нарадувал, ниту на татко, ниту на сестра. Нашето семејство, нашата фамилија постојано ја разделуваат. Како ви беше името? Андон? Андон Спасов, сама Андон сестра ми се вика Давче Спасов, работи за Македонската академија на науките. Таа е еден од раководителите на летната резиденција на цар Самуил у Преспанското езеро, така што вие ако отидете кај Вера Бетракова, она ќе ви раскаже. Вера Бетракова е многу блиска со сестра ми. Јелица Манова също е многу блиска со сестра ми, она работи со нив работи. И многу ја почитуваат. На мен ми се чини, оти сега работи у музеј во Скопје. Така? Ако прашате, они ќе ви кажат Ќе не- кој работи. Да сте живи и здрави. Ако да сте ми живи и здрави, пак да не видиме, е така. Господин Ајде, да сте ми живи и здрави, пак да се видиме, е така. Ајде. 18 години е тука, во тој град бил по онова време. Александар Македонски. Да, кога дочува оти татко му веќе има победи во Египет. Тој започнува да плаче и да вика, татко ми презе целиот свет, за мене нема да остане ништо. Во еден прекрасен момент татко му веќе е убиен на фронтот и тој има пишувања дека Александар Македонски првите походи ги започнува тука од тој град. А тука меѓу другото има и една приказка која што говори за последниот македонски цар, тоа е Филип Пети, кој што имал два сина од љубовницата и од својата сопруга. Едниот се викал Персеј, другиот се викал Деметар. Персеј, меѓу другото, бил многу лукав човек. Деметар бил многу голем великан. Јас 87, 88, 89 година работев на еден елински некропол од времето, точно од тоа време, кај што раскривме еден голем скелет на 2500 години, на 3 метри под земјата. И има, там пак се пишува една друга историја. Значи, говорим Александар Македонски за неговите походи од тук и за последниот македонски цар, кога што Персеј сака да наследи тронот од татко си, неговата власт, неговите тука плячки што ги имат и треба некакси да го ликвидира својот брат. Те се од две различни мајки, ама до крај на крајшта пак се браќа. И стига до тоа што устројуват некако ритуално торжество, каде што го чекат да дојде и на вистина Деметар пристига. Персеј не е тука по тоа време, меѓутоа тој има ангажирано, фатено други луѓе со цел да извршат тој паклен акт, да го отроват. Наистина во виното му стават оние отрова, меѓутоа не успеват да го отроват и тој веќе е одушен со перница. Така што таму на тој некропол која работевме, тоа нешто го открив, таму открив меѓу другото и некои златни и позлатени, дури таму откривме еден позлатен, еден гердан од позлатена керамика. Јавно некој велможет по тоа време го носел. Така што тука има една голема историја кај што се покриват македонската историја и римската историја.